Здраво и добро дојавте повторно на Формула 1 на македонски. Денеска во чест на големиот цена ќе имаме поразличен концепт на видео овде, односно заедно ќе извозиме неколку кругови со омилениот болид на Сена, а тоа е MP4X4, шасија на Мекларен, мотор на Honda. Неколку кругови ќе извозиме заедно на неговото домашно Гран При во Бразил, каде што тој уживаше и во 91 и успеа и да победи. Да беше жив, Ајртон Сена денеска ќе наполнеше 59 години. Сена е несомнено Формула 1 легенда. Многумина го сметаат за најдобар, иако Шумахер, а и во последно време Хамилтон ги надминуваат неговите рекорди. Но чувствата на луѓето се многу повеќе од бројки и статистики, па така за многумина Ајртон Сена останува најголемиот Формула 1 возач на сите времиња. Денеска во негова чест ќе спомнеме и неколку интересни факти за неговиот личен и професионален живот. Инаку, кратко да напоменам пред да преминеме на самата патека во Бразил и на фактите околу Ајртон Сена, да напоменам дека ова е Формула 1 2018, тоа е видеоигра која е достапна за компјутер, Xbox и Sony PlayStation, претпоставам можеби за некои други платформи, доколку сте немале прилика да ја пробате, срдечно ви ја препорачувам, одлична е, забавна е, одлично изгледа и е добра F1 доза во викендите и деновите кога Формула 1 не е присутна на малите екрани. Ајртон Сена по многу работи е познат, меѓутоа едно од нештата кое се истакнува во неговото резиме е тоа што е 6 пати победник на големата награда на Монако. И тоа не само што е 6 пати победник, туку е 6 пати едно по друго победник. Значи во периодот од 89-та година до 94-та година сите 6 награди за големата награда на Монако припаѓаат на Ајртон Сена. Тоа е еден подвиг кој досега ниеден водач го нема повторено. И само што уште еден мал доказ која беше големината на Ајртон. Тој успеваше и со болиди кои не се компетитивни да извади добар резултат. Тоа е една од мерките за добрите возачи. Исто така, оваа патека која гледаме сега, Ајртон Сена во 91 година, исто со Мекларен Honda, успева да ја добие со заглавен менувач во 6-та брзина, односно во 6-тиот степен на пренос. Имено кон последната третина од трката, Сена се соочува со механички проблеми, каде што го губи вториот и третиот степен на пренос. При тоа некако успева да ја најде 6-та брзина и менувачот останува заглавен во таа 6-та брзина и Ајртон Сена не само што ја добива трката, туку ја зголемува предноста пред своите ривали. Замислете го какво било чувството на тие што биле позади него кога го дознале овој факт. Меѓутоа Ајртон Сена ја завршува трката крајно исцрпен и барајќи помош од стојардите и од неговите тимски колеги да излезат од болидот, значи практично да се онесвести од колку била таа трка долга и исцрпувачка за него, особено со заглавен менувач во 6-та брзина. Но Ајртон Сена не е познат само по неговите лудори и добри трки на стазата, познат е и по многу човечки елементи кои го одбележуваат неговиот карактер. 91 година голема награда на СПА. Еден од возачите излетува и се забива во заштитниот зид. Тоа е Ерик Комас. На Бланши Монти губи контрола врз својот болид, излетува и се забива во заштитниот зид. Веднаш позади него е Ајртон Сена, кој одлучува веднаш да му помогне на Ерик, застанува, го паркира својот болид и излегува и буквално му го спасува животот. Подоцна и самиот Ерик излага со изјава да не беше Сена, јас веројатно немаше да бидам помеѓу живите. Дополнително, Ајртон Сена е познат и тоа што финансиски доста го има помагано Бразил, населението со многу донации, реновирал училишта, отварал нови училишта, инвестирал во болници. Пак ќе кажам, едно видео е многу малку да се каже за големината на Ајртон Сена. Оној документарец кој излезе во 2011 година со името Сена, ако го немате гледано, погледнете го, 2,5 сати, одлична увертира во животот на Ајртон Сена. Друг интересен факт е што Сена ја започна својата кариера на 4 годишна возраст во картинг, како и многумина возачи на Формула 1, но неговиот картинг, првиот негов картинг кој всушност неговиот дедо го има рачно составено, користел мотор од Honda, но не од која било Honda, туку од косилка за трева. Да, добро чувте,
Honda мотор од косилка за трева бил првиот мотор кој бил вграден во картинг болидот на Ајртон Сена. Значи Honda и Сена некако меѓусебно поврзани уште многу рано во детството на Сена. Многумина од вас сигурно се сеќаваат на големото ривалство кое беше помеѓу Алан Прост и Ајртон Сена, помеѓу професорот и Сена. Тоа ривалство траеше многу години во Мекларен, надвор од тимот, надвор од патеките. Но Сена стави крај на тоа ривалство со тоа што конечно се смири со Прост баш непосредно пред да погине во Имола во 1994 година. 1 мај 1994 година Сена трагично го губи животот на Имола, излетувајќи од свиокот Томборело и забивајќи се во заштитениот бетонски ѕид. За жал, до ден денеска причините за несреќата никогаш целосно не беа расветлени. И останува една мистерија како успеа Сена да го изгуби балансот врз болидот и трагично да го заврши својот живот на тркачката патека. Повторно ќе кажам, со ова видео мал почит од Формула 1 на македонски канал до големината на Ајртон Сена возејќи го неговиот болид. Да одадеме почит на големата легенда во Формула 1. Би сакал да ви се заблагодарам што ме следите. Доколку ви се допаѓаат видеата на каналот на Формула 1 на македонски, ставете лайк, зачленете се преку опцијата subscribe, за да можете да бидете информирани за сите наредни видеа како излагаат. Поставете прашање, поставете коментар на видеото кој за вас е најголем возач на сите времиња, за кого вие сметате дека е дефинитивно број 1. Може да развиеме на дебата, да размениме факти, да видиме што мислат Формула 1 фановите во Македонија, кој е најголем на сите времиња, барем до сега. Тоа е секако жива материја. Уште еднаш ви благодарам. Со завршувањето на овој круг и ќе се одјавиме. Среќен ројенден легендо, среќен ројенден Ајртон Сена. Камоли среќа да има повеќе водачи како тебе во денешницава. Формула 1 би била на многу поинакво место. Довидување.